Добре дојдовте во втората епизода или емисија од Д програма. Да не должам многу, како што се договоривме уште од стартот дека ќе депрограмираме некои општествени појави и процеси. Денес со Джейлан и со Мариглен решивме да разговараме и да дискутираме за нешто што е премногу актуелно, да речеме, тоа е Европското првенство и национализмот што се шири на трибините, на стадионите каде што се игра, а секако и актуелната политичка состојба. Гледаме во собрание некои циркузи, гледаме на регионално и меѓународно ниво некои циркузи, во смисла дека некои работи како да не се надминати, туку иако нема избори, пак се повторуваат. Че извиниш, Джилан, че почнам со гени на тема Европско првенство. Ова како да го сватам? Па, може да го сватиш дека темата не е доволно битна и дека прво со гени ќе разговараме на таа тема. Овај, па јас баш мислам дека е уствари битна темата. Мислам сега и ти како кажа да ја спасам од воведот да не го прави на темата. Добро. Дали гледаш утакмици и како ти се чини она што се случува, например, ајде да дам еден мал вовед, например, мене ми се интересни некои забавни страници на социјалните мрежи каде што, например, одредени народи спрема други се шегуваат колку се некои неуспешни, например, во првенствата, например, многу зафрканци има за шкотите дека толку време играат и не излегле група. Не ми текнува на други. Три порази сега има. Така? Три порази. Да, изгубија 90 минута сега пред некој ден. Вчера? Вчера беше, да. Вчера, синоќ. Сега има доста репрезентации што нас не радува, нели, кој има од Балканот повеќе репрезентации, интересно е, ама некако како да се претера. И што мислиш на таа тема? Дали ние на Балканот едва и чекаме негде да одиме за да си ги лечиме фрустрациите или национализмот е толку навлезен во секоја пора, па она што се скандира таму уствари утре може да биде опасност од војна, можда, не знам. Многу прашања се поставите и тука, ама јас ќе почнам со овај првото прашање во суштина. Тоа беше прашањето дали гледам фудбал. Фудбал гледам, нели, гледам фудбал од 1994 година. Значи многу фудбалери што се активни се не биле родени кога јас сум почнал да гледам фудбал, сум гледал како дете и нагаш сум бил на Италија уште во тој период. Баџо бил мој таков лик лево десно, што значи како се вика, мали секвенци, мали секако, па да Бог не може да не му простиш таква работа, затоа боговите се зеза, мислам. Овај, фактички, Дел Пиеро стана Бог за мене, ама нема врска, Баџо беше и иницијатор, иако Баџо бил еден од ликовите. Памтиш од тогаш, извини што те прекинувам, нешто на трибините, некој нешто, ти е останато во сеќавањето? Не ги забележував, не ги забележував, ама памтам од, како да кажам, 90-ти, например, кога сум одел Битола да гледам фудбал и така натаму, сум скандирање чкембарите. И што ти знам така натаму, кога сум бил дели, јас чкембар сум бил во тој период, како да кажам, како дете, пошто од школа сите сме знаеле без разлика македонци и албанци. Како клуб на градот. Да, клуб на градот, во суштина сите ги навиваме за уствари Пелистер и за Пелистер и памтам некои скандирања кои што биле во суштина такви националистички, може ли да се надоврзам? Ајде, слободно, да. Еве една тема што јас немам што да кажам, што не е важна. Да. Како што вика Мариглен, значи, нели сите во Битола, као се чкембари, како во другите градови, нели луѓето се врзуваат сите со локалниот тим и јас кога имав 12 години, тоа беше 2003 година, мислам дека, значи одма после 2001, кога атмосферата беше никаква. Ја земав сестра ми и отидовме да гледаме утакмица Пелистер Вардар. Јас бев цела кефој. Па дали беше фудбал, дали беше ракомет, не се сеќавам, значи на стадион беше. Фудбал сигурно валјда. Не знам, 12 години имав.
И бев многу среќна, нели, од дома не им кажавме што како, таму успеавме да влеземе без да платиме, ама кога дојдовме на трибини, што беше шиптари вака, шиптари така. Значи, цело скандирање беше такво. И сега јас од дете тоа го слушнав и некоја верзија ми се создаде кон спортот и кон самите навивачи. А после што се случи, дел од времето кога исто после тоа време навивав за Галатасарај, а тоа дека турски тим и дека мајка ми е турчинка и од таму доаѓаше тоа, значи и тоа за кој навиваш те се поврзува локално или национално или етнички или не знам како. Иако овај како да кажам фудбалскиот клуб Галатасарај е оформен од синот на Сами Фрашари, али Сами Јен. Во суштина пак има некоја албанска жичка тука. Ете, гледаш. Во сушност. Ама да, овај како да кажам, сум ги уствари, значи слушал таквите скандирања и да не останеме должни сега и албанските навивачи од Македонија, балистите и во суштина, па не остануваат должни и тие пцујат мајки и шајки и така натаму, ги преобратуваат некои песни и така натаму, па и пред некој ден после утакмицата Хрватска-Албанија, во суштина тај фудбалер бе на Албанија, што е скандалозно, затоа што знаеме ние дека навивачите се такви какви што се. Овој фудбалер кој што представува некоја манифестација на спортот и слободата и некој надпреварување што е значи во рамки на фер некои односи да манифестира и да промовира некои вредности на заедништво, пошто во секој случај спортот е нешто што го правиме заедно. Значи заедно, без разлика, што има надпревар меѓу нас, ние го правиме заедно и имаме некоја доза на некоја почит, особено кон оној кој што отсуствува, кој што не е таму, например, македонската репрезентација. Таму не е овој пат во суштина, са македонците тој ги псуеше и во суштина има и ова, како се вика, има и казна уствари за него. Да, суспендиране 2 утакмици. Преска видов, да. Значи да. Знаеш што ми е интересно, извини да прекинам. Баш сега ми се постави тоа прашање. Овој фудбалер што е казнет и другите фудбалери така што наведум ги понесува атмосферата на стадионите, тоа се милионери. Не сум сигурен дали како да кажам, како да кажам, милионер, затоа што спортот и фудбалот бе го бие глас дека тие се сите милионери, не сите фудбалери се милионери. Не сите фудбалери се репрезентации. Значи многу мал дел од фудбалерите во светот се милионери, особено овај па тие кои што играат во некој како се казва, значи силни лиги во Европа главно. Немаме податоци колку се професионални фудбалери во Европа. Колку ги има професионални договори и така натаму. Е поврзано со спонзорства, со права телевизиски и така натаму. Не можам да кажам дека газдите на клубовите се милиардери. Милионери и милиардери. И сите тие работат во служба на газдите. Газдите ги плаќаат, договори имаат и немаат слобода, например, дел од фудбалерите. Баш пред некој ден гледав од како се казва, Наполи, фактички Кварацхелија беше, кој во суштина имал ќев да се замине од фактички Наполи, ама преседателот на не дозволува, клубот кажал имаш уште 4 години, дечко, ќе робуваш тука, имаш никој нема да плати. Ќе играш како гладиатор. Како гладиатор ќе играш. Ама за како вие, значи, зборувате спортот бил заедничарење, она, зависи во какви... Базичната идеја е така. Да, ама зависи во какви општества тоа се спроведува. Значи, во капитализмот, значи, има газди кои што ги купуваат фудбалерите и кои што им ја ограничуваат слободата од тие работен однос, уствари тој, значи, не може да се го прекине тој работен однос, ако така гледаме. Што? Да ти и ќе продолжиш дека фактички првите клубови во светот, во Европа се формирани фактички како од здружение на работници.
Тоа што сега е Ама добро да во капитализам, значи како другите здружувања на работници што не функционираат и се добиваат други форми, така очигледно и фудбалот има добиено друга форма. И плюс тие газди, значи милиардери, милионери и слично, тие се капиталисти, така тие сигурно имаат некои односи со државата. Значи Балканот особено. со политичката елита и плюс значи дури Тие се политичката елита, Да, многу дури- често Берлускони беше и кај нас, премиер во Италија. Да. Така. И дали може сега да речеме ние дека уствари делумно од тој национализам што се прикажува на трибините од страна на самите навивачи, дали не е поттикнувани од самите клубови, пример? Тоа ми беше прашањето, дали на пример еве за овие фудбалери што ги гледаме на пример после утакмица и идат кај набивачите, ги споделуваат со нив скандирањата, некогаш и ги земат мегафоните и им диригираат дури, да? Дали тој им е фактички како сите граѓани што се со национализам опиени, дали им извира или едноставно тоа е некоја спрега, како што спомнува Джилан, дали едноставно се охрабрува од страна на клубовите таа работа? Од менаџментот. Па може, зошто да не. Не сум сигурен. Не си сигурен? Значи не сум сигурен, меѓутоа ја знам дека еве на пример овие како се кажа навивачки групи што ги имаме кај нас во нашата држава тука имаат многу подсостави и подгрупи во рамки на самата група. Имате група на следбеници што си се она како да кажам луѓе кои што значи го сакаат спорто, Лојални учествуваат, фанови, што ги фанови, викаат. меѓутоа не учествуваат во скандирања кои што се ете смрт за овие или смрт за оние. Имате скинхедс група во суштина. Групи кои во суштина скандираат и салутираат наци символи, наци поздравување и така натаму. Битола беше позната по таа работа на времето. Па се уште мислам дека е се уште, иако можда не се до тој степен. Тие работи, можда Свастики, изолирани голи случаи мажи биле. сите, овој како да кажеме разголени мажи сите, па многу често си се гушкат, па многу често си се опиваат. Тоа е малку интересно и парадоксално на она што го промовира дека треба да се мажиш и Семејните така натаму. вредности. И тоа го имате навсекаде и го имате кај навивачи, не само кај нас во ова, како да кажам, држава, туку и по сите уствари овај фактички овај држави и клубови кои што имаат своји групи навивачи. Меѓутоа пак да се вратам назад на она што спомнав овај преска овај како се вика Така им извира. пошто сега правиме муабет ние за овај како да кажаме нациите судир на самите нации од Европското првенство е платформа на која што играат национални репрезентации, а не клубски репрезентации. Интонирањето на химните, се тоа е во и таа така насока. натаму, дури ако ги гледате, например, кои сакате навивачи од Балкано генерално, например, ние овај како да кажам, имаме тука фалангата. Фалангата шо била? Фалангата била како се као земаат такви воени формации. Да. Имаше некни, например, Албанија кога играше со Италија, мислам дека имаше човек кој што имаше овај како се вика воена униформа со амблем на УЧК во суштина од 90-тите војските беа во суштина поранешни навивачи. Ова ја утврдува овај тезата што сакам да ја поставам јас во суштина, а тоа е дека фудбалот бе особено, меѓутоа спортот генерално што се одржува во услови на овај како да кажам колосеум, нема само функција на забава и игри, дистракции, ќе каже некој дистракција, да, има дистракции затоа што луѓето во овој кој се враќаш дома од поемане амбе работиш 8 сати, се враќаш дома, ќе јадиш, ќе пиеш, ќе лежиш, ќе пиеш кафе, нешто лево десно, ќе се скараш дома со некој син, ќерка, татко, мајка, жена, сопруга и што и да е, сопруг. И после тоа ќе гледаш некој фудбал некако и ќе
попцуеш некогаш, горе-долу и тоа. Меѓутоа, има и функција на војна. Има функција, тоест симулација на војна. Има овој прави некоја симулација на војна, особено на национално ниво, И оние што ги гледаме кога играат, на пример, меѓу себе, тоест ги гледаме ние во смисла дека тие се најдобрите универзални војници, нели? Кои не представуваат нас и кои што треба на најдобар начин да одиграат, да го спасат, како се вика тоа, угледот на нашата нација, митот за тоа дека ние сме најборбен народ, дека ние сме народот што прави партија. За кога ќе се вратат да поминат низ триумфална. Кој да е, значи, се вратат, ако направи некој грешка, некоја како што имаше како се викаше, фудбалерот бе на Албанија Хисај, пошто при Залацио игра потом. Да, при шутот на како се викаше, на Барела, како се и го винува, ја тргна главата ти, фризурата ќе ти се расипеше, ти ваков, ти таков, зашто играш лево, десно, требаше да оставиш главата и по цена на тоа дека главата некој може да ти ја скини. Така, или па нешто да се случи на врска, ти ако си избран таму, ти уствари мора да како да кажам, да остоиш таму. И во суштина, сега, јас ќе го поставам и другото прашање, како прашање, претходно теза, сега уствари поимам прашање, да кажеме, дали може, тоест, дали е лошо да ги има ваквите настани? Односно, како поинаку да го формулирам тоа? Дали може да има спорт во кој што сите ние ќе се гушкаме и сакаме и нема да го има моментот на како се вика, на судири војна, како симулација. Јас мислам дека не и може би било дури и страшно да е па да биде тоа усвари така. Иако има многу интерпретации за тоа дека рушењето на Југославија било како да кажеме започнато на Максимир, по стадиони, ама не сум сигурен дека е тоа. Зошто? Затоа што на вагата било битно текче, например. Гневот кој што го имаат луѓето, повторно ќе кажам тоа, како да кажам, секојдневие кој што ги малтретира, она опивање постојано, задојување на луѓето низ медиумите и културните институции со национализам, замисли да нема тие каде да ги испсујат шиптарите или каурите. Ќе треба да се псујат на улица. Ќе треба да се добро е да има. Постои како некој издувен вентил. Многу често како иницијатива и како структура може да им прислужи на некој од тие луѓе. Знаеме ние дека политички партии ги искористувале структурите на навивачките групи за да врбуваат гласови, за да стануваат или да создадат тензија кога е потребно. Точно така, како своји, како да кажам, луѓе кои во суштина можат да имаат активна улога. Ама во секој случај мислам дека тоа многу добро може да се контролира и да го има оној дел, оној како да кажам момент да биде афирмиран. И јас сега знам, како да кажам, жам дека некој ќе ми забележи што збораш. Ти збораш глупости, тие видиш што зборуваат. Да, меѓутоа ние немаме како да кажам начин фактички како да ги замолчиме сите тие луѓе. Ако треба да се интервенира, би требало да се интервенира во некоја од структурите кои што го создава климата на национализам и на омраза и на како се вика, на оној мит
И на агресија, и на агресија, на насилство. Сакате да ово го зборуваме за навивачи од различни тимови или различни држави, ама многу често се случувало и меѓу себе мислам да навивачите да се избодат и слично во други земји. Да, да не е поврзано со етничка припадност. Самата, значи, самиот тој концепт е насилен, што викаш ти, значи тие се насилници генерално. Да. И што е многу интересна, како да кажам, работа во суштина во последниот период, затоа што ве сега малку ќе го фатиме и нашиот контекст тука, како што јас ги гледам работите, пошто сум и наставник во средно образование и така натаму. Гледам дека кај младите машки многу често се фура таа идеја. Оно се поттикнува идејата да не испадам Скопјане сега, сакај се испсув друго. Ама така, види, и нас во 90-тите фудбалот ни беше од сите страни бевме бомбардирани, јас се поистоветував, само да ти кажам, добро знаеш, и Джейлан знае, пример. Јас навивач на Лацио и Аргентина, политички, ако видиш која е позадината на тие клубови, јас немало никаква логика со сегашниве убедувања да почнам да навивам. Ама од најмали нозе мислам дека желбата за едничарење, за колективно играње на деца, фактички преку таа желба јас сум среќен што не сум имал компјутер дома во тие години и сум врвел цело време надвор, ама преку таа желба за едничарење, за колективизам некој, фактички национализмот исто наоѓа отворена врата. Немаш на тенис национализам таму, мислам во последно време може да има и не гледам, не го гледам тој спорт. Па не имаме ние тука развиен така. Ама фудбалот е некако погоден за таа работа. Джилан, ме интересират, неќам како жена во смисла да те прашам, али еве како социјалистка, како гледаш на ова сега, например, што овој месец главна тема се фудбалски надпревари, тие работи. Што мислиш од твоја вака како објективен посматраш, ја и Гени можеби да сме субјективни? Па ја мене... Дали мислиш дека претерано Па и таа би била субјективна сега. Објективен во смисла. Па како не е фудбалски фан да рече. Добро. Добро да еве, мислам мене од една страна кога се договаравме што ќе зборуваме ми беше малце без везе сега за фудбал или ќе зборуваме, а од друга страна па сега кога ве слушам баш ми е убаво бидејќи јас и тебе со други мислам дуга тука сме разговарале за моите гледишта кон фудбалот. И сега ми е драго што вие сте си ги доближиле вашите гледишта до моите гледишта, а тоа е со Ќе видиме на крајот од емисијата. Не, со национализмот значи и капитализмот, како нели преска зборувавме, сметам дека тие маси на навивачи се лесно управувани и најчесто се управувани од десничарските елементи, да кажам, во било кое општество. И дека сосема се мислам конзервативни, ништо не може тоа добро да се случи во овие значи услови. Нема прогресивна идеја. И навивачи да се организирани. Може би, јас еве мојот впечаток е дека нема и плюс ова исто така со клубовите, значи јас кога слушам нешто за фудбал, еве вакви суми се вртат, толку пари го купили, онолку пари. Како прво човекот тука, значи тој фудбалерот што е, работник ли е, како ние погледаме. Како нас работник значи. Менаџерски договори. Океј. И сега викате не може да го анулира тој договор, нели? И сега мислам, како еве, јас и вас ве прашувам, вие како слободари, како социјалисти, како на тоа гледате? Дали тој човек, пример, има право да се замени од таму? За крепостен на клубот испаѓа. Да, и плюс... Не може земјата да се раскини комплекс. Се овај, како да кажаме, раскинува договор, меѓутоа, гледај се, ако правиме муабет, фудбалот представува еден овај многу важен дел од културната индустрија. И како дел од културната индустрија, тој создава своевидна митологија. Знаете ли вие колку млади луѓе има деца, ете и ти си бил, па јас сум бил, иако сум бил тежок антиталент. Тежок антиталент, ама сум пробал да играм фудбал. Добро, желбата да се поистовети со тие звезди била, така. Има луѓе кои едноставно копнеат во животот, животен сон име да потпишат каков било овај договор да заиграат, например, за некој голем клуб
клуб што јас не Ама тоа сум го знаеш сакал какви никогаш се- Реал Мадрид. Има како да кажеме деца кои што едноставно сакаат за Реал Мадрид и во суштина и сад да. Никој од нив не ја гледа позадината на ова што само тоа. ние го зборуваме, туку едноставно создава своевидна митологија и своевиден, како да кажам, има нешто романтично. Ќе одам, ќе освојам Лигата шампиони, ќе бидам главна звезда. И сето тоа има И медиумската покриеност, Медиумската фактички тие успорени покриеност. снимки, постери. медиумската покриеност. Ама тоа ти е исто како реклами. да речеме некоја девојка што сака да освои над Звезда Гранд, значи да ги победи сите и да албум да издаде, значи тие се такви соништа. Кој ги има тие соништа? Значи посиромашните луѓе ги имаат тие соништа. Од така како ќе се спаси? Да. Ако има талент да шутни топката Во добро, Бразил особено. А да, значи- или ќе умриш во сиромашни, или ќе се врнеш во Европа. Генерално фудбалерите се оние како да кажам деца кои што имаат живеено и се растени во работнички семејства. Во Не делот знам сега дали е така. сега имаш клубови за тренирање и слично, ама ова на база на као талент што го викаш. Дали сегашниот модерен фудбал има простор за талент и така, не знам. Мислам дека сегашниот фудбал академии има многу. Не знам. Има многу, мислам, академии во уште нешто Шпанија, сакав, од Али кај да, нас пак и до сад индустрија, во секој натаму. случај индустрија. Тоа е и културна индустрија, не правиме муабет ние колку Индустрија што Ако- задира и во здравието на играчите. Веќе не- Например, ние не веќе- знаеме тие перформанси, ти да играш 120 минути Да. и да ја рогниш топката од Не, 40 само метра 120. како да си влегол тогаш. туку играат по 70 утакмици Тоа се веќе годишно. луѓе машини. 70 утакмици годишно играат. Нешто е джелан работата. Во- Платени се со многу пари фактички да се зависни од договорите. Например, тој точно е фудбалерот што го спомна Гени дека 4 години не може да замени ако не го пушти газдата. Односно, ако не се најде клуб да го тој плати. потпишал договорот затоа што бил привлечен од милионите што биле таму запишани. И не само милионите, и митот. Фактички И митот, приказната дека тој, леле човече, јас сега ќе давам голови, ќе ја ставам маицата. десетката од Марадона, баб, позади. Ама замисли ти, значи не се само овај утакмиците, бројот на утакмици што треба да се изигра. Тука се, например, имаш ти многу работи, например, имаш ти тренинзи секој ден. Имаш карантини, имаш, значи, треба да внимаваш Војнички живот. како се храниш, како, значи, аскетски пристап треба да имаш многу често, ја имаш многу малку овој, како да кажам, одмор. Сега, например, многу малку фудбалери кои значи чии овај држави и репрезентации не се квалификуваа во европското, имаат привилегија и шанса и што и да е, сега да одмарат. Например, од сите други сега играат фудбал, а изиграле лес и 60 утакмици, вклучително секој ден тренинг, под овој појма немам колку пати, 2 пати и така натаму. Добро, луѓе, како што викаме, значи тоа име работа, значи тие Точно така. Така што ама секој работник нешто работи. Сега нови им се погодило сега, па на некои други. Значи сакам треба да да се спомнам. гледа така, значи што е фудбалер? Затоа, значи фудбалер е звезда, што треба ние да му аплаудираме, неговото име да го носиме на дрес, не знам што, или тој е работник, значи многу едноставно е прашањето. Тој е работник, се зема пари, тоа работи. И се шитка интересно например кога има олимпијада или светско првенство во кошарка и слично, од некои репрезентации главните звезди не одат да играат за своите репрезентации. Си одмарат И особено во НБА што играат. Звезди од Балканот. Европско првенство го скока. Каде е тука националната одговорност на тој лик, пример? Прашање дали им е дозволено од страна на собствениците на клубовите. Мислам дека во фудбалот и тој е многу добар заклучок дека фактички нацијата има предност пред клубот. Мислам дека нема можност, ама не сум сигурен, клубот да му забрани на фудбалерот да игра за својата репрезентација, само може нешто на као олимпијада не може на пример повреден бил па како се ка
на Што не е во други Олимпијада спортови. Мбапе нема како да кажам да го пуштат сега на пример од Реал Мадрид бе да игра во Да, ма суштина. таму има нели може да играат 3 или 4 професионални, Тројца, другите млади, некои да, такви само комбинации. ако сака да го освои па и тој како И да тоа да кажам ги има сите турнир, во витрината, тој да. нема да може сега, можда ќе може за 4 години, и тоа сега усвари нема да може, поради тоа што е едноставно Флорентино Перес газдата нема да опушти. И сега тие работи кои едноставно ќе се повини индивидуата на оној кој што во суштина му го испланирал и му го договорил неговиот живот во суштина како таа би требало да изгледа. Многу смешен транспарент прочитав и опасен да кажам, националистички, нацистички можам да кажам, од навивачи на овај па на Австрија пред некој ден, кој има фактички како да кажаме да пишано, па ние сме браникот на Европа. Као Од мигрантите? Австрија е последната брана на Европа од мигранти, бегалци и така натаму. И овај поемадам така натаму и од балканците, па И ние сме жива напаст. чефурите сме ние, така. Иако сите тие како да кажам, десничарски и националистички идеи кои што се последниве 10 години, плюс минус присутни и се промовираат во Западна Европа, па и кај нас тука, пропаѓаат во како да кажам, вода, поради фактот што едноставно Европа има потреба од работници и ние ќе имаме исто така потреба од фактички работници, од робови, без разлика, меѓутоа и сега има декларации, има транспаренти, има скандирање, меѓутоа тие остануваат само во фудбалските стадиони. Ништо главно и важно нема да се случи по тие како да кажам, општество со среќа или за жал во однос на сето тоа. Нема да се случи ни во однос на оние идеи кои што ги промовираме ние, затоа што во 2015 беше испробано, ете, например, и во Грција. И Нема, не знам за, например, за овој железничар ли беше од Сараево. Тие навивачи имаат така Сент Паули, иконографија со не, зборам за левичари, со па левичари зборам и јас. И Сент Паули? Сент Паули има исто така, како да кажам, Ливорно исто така има од Ливорно е Рајо Валекано, Рајо Валекано, тоа се треторазредни во. А дали тоа се мислите дека ова луѓе во што се навивачи одат редовно да гледаат фудбал, дали па тоа име ради чувство на припадност да припаѓаат некаде? Сега нема да речеме, општеството е како разбиено цело а луѓето нели сме ние социјални битија и сепак сакаме да припаѓаме некаде. Ние мислам припаѓаме на разни организации, движења и слично. Имаме некоја припадност, да. Има луѓе што немат, оди на работа, дома и толку. И припаѓа пример на клубот. Тоа му е припадноста. Се поврзува за тоа потребата зборувам и јас научен. Дури фан клубови на пример има за земји каде што ти не можеш да одиш да гледаш утакмици. Тоа би имало да речеме поголема логика има во смисла пак има некое си реално движење на стадион, гледаш и слично. По овие земји ко нашиве кај што нема развиен спорт, пак се активни ту претежно на наша генерација луѓе. Да речеме од 30 до 40. Да. Кај младиве не гледам дека фудбалот е толку популарен како што беше во наше време, ама точно е она што вика Джилан дека битна ствар чувството на припадност. Ти фактички имаш некоја група со која што делиш нешто што е многу јасно, например, нашиве кругови се сложени, едни биле ленинисти, другите биле троцкисти, па сталинисти, па маоисти, па социјалдемократи, па демократски социјалисти. Ваму имаш, навивам за овој клуб
и навивам за ова репрезентација. Да, ама и гледаме и кај нив противниците да ги имаш псуваме, да ги ултраси, тепаме. ултраси, имаш луѓе што се тетовираат со знамења, со иконографија некаква. Имаш луѓе, на пример, како некој, како да кажам. Ама знаеш што, тие пак црно-бела е сликата као ултраси се затоа што не се задоволни од раководството што не дава све за клубот. Пак е идејата една, клубот, државата, на пример, имаш и незадоволство, на пример, од федерации некои фудбалски. Пак е идејата дека фактички не прават доволно за нивната светиња. Добро. Добро, само јас, значи, во однос на тоа што кажа Джелен, што го постави као прашање, сметам дека да, има тука дел, дека дека станува збор за тоа дека некој сака да припаѓа некаде во клуб, некој па заедно, па вие си се викам, ќе го купиме оној фудбалер. Ние победивме, ние вчера игравме. Тоа ние станува јасно дека сакат. Да, и втор момент го имаме тука ритуал, затоа што едноставно им станува како ритуал дека ние гледаме фудбал во сабота, јас на пример чекам премиер лига, сакам да гледам премиер лига, најбогатата лига, најмногу пари ќе има, најмногу експлоатација ќе има, меѓутоа јас Не чекаш да ти излезе серијата, чекаш да ти почне утакмицата. Јас не ја гледам серијата, јас гледам утакмица Манчестер Сити, гледам Арсенал и така натаму. Значи, представува некаков вид на ритуал и како да кажам, што со комодитетот убаво си се поклопува на ти. Не треба никаде да одиш, си пушташ телевизор. Па и најефтино испаѓа. Ајде не со позитивно да завршиме, најефтино да си седиш дома и си гледаш телевизија. Јас немам телевизија дома, не гледам ни фудбал, ни политика. Гледа фудбал секаде. Сега, драга моја, имаш телевизор, имаш се и се што така што. Да, на социјалните мрежи како знаеш некој работи, а не гледаш уопште. Да, лаптоп имаш, телефон, јас гледам и во живот ти се резултатите. Добро, со фудбалот мислам дека може да се навратиме за финалето. Ама мислам дека има доста скандирање вечер да. Албанија пак ќе игра со Шпанија, така што ќе видиме како ќе види. Таману ше Па и Хрватска исто, така Србија мислам дека и играат утре во суштина ќе има уште скандали, нема да биде тоа последното. Па ајде балканските држави уште во групи да видиме која ќе излези некако, никоја не има шанса некој, ама не е за прво и второ место, трето место. За трето, тоа е тамо со Словенија најдобро пласираните, да. Добро, јас исто би сакал да позборуваме нешто, не мора надолго и на широко, за она што се случува во собрание, што се случува во врска со придавката. Не, стварно сакам тоа да го позбориме, затоа што мене ми е актуелно. Што мислите на тие теми? Например, завршија изборите. Не. Сплет на работи сакав да ги издискутираме, пошто мислам дека се поврзани. Значи имаше избори, завршија. Чути, ама. Да, едно гајле помал. Гледаме дека тогашната опозиција сега формира влада, дојде на власт со тоа што никогаш Северна само Македонија беше скандирано по митинзи. Опозиционата партија па нешто сака да се реформира, че се враќале на корените, на основите на социјалдемократијата, ама кога ето 90-тите. Па не се вратија во 2016-та, црвена боја ставија нешто тандарамандара. Црвена боја ставија, ама знаеш што направија сите. Чекајте да ги поставам темите. Сите книги што им беа по штабови со марксистичка литература ги има исфрлено, така што не се вратиле. Да ги најдиме да му. Каде тоа, Битола? Па во Битола, да, пред штабот ги има извадено. И тоа значи тоа и друго, пошто ова со придавката може да се шегуваме, ама еве реагира министерот за надворешни на Грција, па некои си дипломати и слично,
чисто ме интересира како ви гледа ова, како реални проблеми или едноставно политички вечинители и натаму сакаат со истата реторика да ја верглат и да немаме едноставно време да разговараме добро што е со даноциве, што е со работните места, што е со работните услови, што е со се што не обкружува, да. Ај од Джейлан ќе почнем, да не испадни дека Таман почна. Дека тука да родово сме несензитивни, почнавме со фудбалот. Добро. Не знам, јас како што кажав, значи телевизор немам и баш не сум целосно информирана што се случува, ама значи знам значи што е нели проблемот или предизвикот, да кажеме. ВМРО дојдоа на власт со нели дека Македонија нема да е како Македонија горда. Значи да се што значи Македонија горда да се врати као името. Ама сите тие на ВМРО пратеници слично какви документи потпишуваат со Северна Македонија, така зошто ги потпишуваат? Пример. Стилјановска при првото обраќање Македонија рече, не рече Северна, као и тоа предизвика проблеми. Да, ама сега Мицкоски кажал се. Република Македонија, така кажа во суштина. Не, само Македонија. Да, И какви импликации тоа има? Или само колку да се крева прашина и сега ние одма јако се вративме, името ќе го вратиме и сме вратени се на позиција на јужниот сосед, не е веќе Грција, се пак е јужниот сосед. Мислам дека значи намерно се прави тоа, не дека нешто ВМРО ќе превземе околу тоа да се врати, не знам, името, да се поништа, не знам, таму гласањето во собрание што и да беше. Исто така, не знам, мислам дека како некој договор е дури со грчката страна, значи таму нели имаше избори, така? Мислиш на двете страни че јачаат десницата дека сега не го почитуваат двете страни јача веќе од другарите што ги имаме неколку години таму е десницата, да. Плюс сега со другарите што ги имаме во Грција добиваме информации дека во последно време повторно таму тема станало името на државата Македонија. Се затворило, значи кога се потпишал договорот и сега повторно се игра на таа карта. Така што кој добива од тоа? Значи владеачките класи во двете земји. Неисцрплив бунар. Името наше значи стана неисцрплив бунар на која сакаш политичка поимена партија од крајно лево као до крајно десно. То мене ме иритира пошто гледам дека и таа килава опозиција таму што е седната во собранието и сега на тоа се зафаќа. Сега едните што го направија тоа ги критикуваат овие што го изговориле, а другиве што беа тајна коалиција на првиве, па тие не можат уште да па и кај нас истото признат дека истото го прават. И кај нас истото испаѓа. И тие добиваат плати, потпишуваат амандмани со Северна. Македонија повторно горда од тие твоја. Демек била некогаш. Целиот филм направен. Не, јас бе како да кажам, бе гледам тоа како малце по значи имаше кампања, и знаете зашто ве прашав зашто јас лично сметав дека после избори ќе се лабават овие теми. Како бе да се олабават? Има таков печаток, посебно во моментот ко успеа да склопат некоја влада, нешто. Мислев дека ако не се успее тоа, ако се оди на некој бугарско сценарио, трети, четврти избори, дека тоа ќе беше... Јас мислам дека повторно ќе има избори за некој, како да кажам, предвремени? 2006-2008 дали предвремени ќе бидат или за поимате, ама јас мислам дека повторно ќе има избори и обе пак имаме ние да сме во форма, некои турбуленции да и затоа треба да се држи како да кажам проблемот со идентитетот, името, да, тие дојдоа. Сега за волја на вистината и соседниве земји помагаат да се држи тука. Сите сме за никаде, како беше тоа? Тоа сите сме за како да кажеме никаде кој ќе кажем кој ќе кажеше таму појмам чија уствари песна беше таа. Значи јас мислам дека самиот старт за тоа дека државата е земена, тоест киднапирана државата, заробена државата, не од времето ВМРО, туку беше уште од, како да кажам, да, овој став
идеја што ја далеко. тукавме ние уште во 2014, далеко да се 15, свати. 16. Обично низ национална призма се гледа дали е државата твоја или не. Дека Од класна државата. призма. Епа видовме сега дека овде народот, луѓето, гласачите, граѓаните, кој како сака може да избери и така натаму, нациите, и тоа ќе оставиме, или етничките заедници и плюс нацијата, Тие дефиниции никогаш не разрешени. лутат од левица овие. Кои се тие? Едни. И значи значи сакам да кажам дека значи тие ставови се уствари постари, меѓутоа сега тие фатија влага, фатија место фатија. Меѓутоа проблемот со тоа дека државата ни е земена, а ни припаѓа по дефиниција априори нам, затоа што е овој, како да кажам, наша државата, наша, и сега ние кога ќе дојдеме, тие ветија дека кога ќе дојдат, дека ниту една водечка функција или ниту една од главните 3 функции на фактички државата, дека нема да ја извршува албанец. Ниту една тоест представник на ниту една етничка заедница. ВМРО тоа? ВМРО. Не го слушнав ја тоа како предизборно ветување. Иако по штабови може да се шири. Не. Овој, како да кажам, експлицитно не, ама од реториката, да. Следуваше како логика, значи вие чим ветувате дека ќе вратите државата на македонците назад, значи дека овде нема да има албанците, ќе бидат како да кажам, поеманавам 2001. Ептен ја крене. И после тоа, зошто 4 министерства имат албанците? Колку да имат? 0 да имат, 1 да имат, 2 да имат? Тие игри со бројки нема крајца. И сега, и моментот со името, дека ќе овратат името, имаше луѓе, сега ние ќе овратат. Левица уште тврди дека ќе овратат уште името, дека тоа било само еден фактички подпис, као да ме плукни залепи муабет. Добро, тој што компир печатот може да стварно мисли дека така. Фиром ли ќе го вратат? Кој име ќе го вратат? Какво име? Какво име? Значи, тоа е една дупка во која што јас мислам дека нема излез, туку едноставно. И сега, сите политички партии внатре, десничарите, генерално десничарски пристапот е без разлика што некој вика јас сум левичар, ќе национализирам. Значи, гледа што правиш, нешто збориш. Пристапот им е главно до десничарски, затоа и идентитетски политики тераат, иако како да кажам, никој као демек ние сме против идентитетски политики, овие ЛГБТ биле идентитетски политики, а овие не се идентитетски политики, така? Демек овие се нешто реал политики. Идентитет е најбитен, не знам мола. Тоа е генетски веќе генетски што викаш. Од првите народи на Балканов. Ги растресе малку, како да кажам, реал политиката, што ја викаат. Јас не сум многу фан на таа реал политиката, меѓутоа јас имам став како што и гледам последниве случувања, последниве 10 години, дека во Европа генерално нема да се случува ништо големо од она што ние значи се уствари, како да кажам, една деваме, очекуваме, поради фактор што едноставно Европа зависи од работна сила, односно работници, оти ние и Македонија е дел од европскиот континент географски, меѓутоа и од европската економија генерално. То не може да знаеш Гени за 10 години што ќе се случи. Порано, можда 20-30 години беа потребни, за сега, за 10 години како се менуваат работи. Ама ние сите имавме големи надежи во 2015 дека Сириза ќе дојде и стварно дојде, имавме ние многу контакти со нив и тој имаше Корбин во Англија, и Джереми Корбин море под демос вамо во Шпанија, море имаше и така натаму, дури ние се срчевме тука дека можеме да изградиме нешто слично. Не тврдам дека можеби нема да се случува, меѓутоа, гледајќи ја сликата и расположението, десницата во суштина, опортуно и се местат коцките. Опортуно се повикува на идентитетските прашања, идентитетските, како да кажам, соништа, доаѓа на власт, ги презема и како да кажам, и државата
и институциите, апаратот, како да кажам, целосно, и после тоа почнува да работи со даноци. И мене ова ми е главниот проблем и главниот страв, пошто преска кажа ти, овие ќе зборуваат бе даноци. С краја да зборува ВМРО за усвари даноци. Ако зборува ВМРО ќе спушта даноци. Зборува гени, зборува, никој тоа не го адресира. Значи зборува намалување на даноци на профит на 8% за бизнис климата. Нема опозиција на тоа. Нити оние што се кажуваат социјалдемократи, ни оние што се кажуваат нешто... Оние другите, социјалисти. Да. Значи сакам да кажам дека искрено следам нешто, читам некои изјави и така натаму, и таа многу не очекувам од македонската политика, затоа што како што ја гледам целата состојба и расположение. Интересно е што иако ВМРО представува некоја десен центар сила сега моментално, како да кажам, гледам големо разочарување од гласачи нивни и дека поради фактот со тоа дека тие може влијани од социјални мрежи. Социјалните мрежи, јас како што ги гледам дека не се демек доволно македонци колку што се правеа. Дека не исполнуваат и дека требаше по патриотски да се оди и така натаму. Па еве најпатриотски може да го сватат нели пропагањето на Дуј условно кажано, може да е најпатриотски чин на ВМРО. Тие се тие алатките што ги користат фактички, еве ова се изгуби, ова се доби, ова се изгуби. Мораше демек да ќе го земе, ќе го ставиме овој како се вика се. СДС го правеше истото. Избега Грујо Леле, види го како ве плашливен ова она. Како да кажам, па не усвари дека како да кажам да се запраша дека зошто не го уапсија. Оти тие цело време ветуваја дека ќе го уапсат. После па испадна коркач Грујо, дека се плашли во гепек бегал, види и така. И го направи тоа После го врача. Го направи. Да правил партија. Него тој сега кај да ќе се врати. Добро. Не знам. Има и една друга, еве да речеме, теза, што за крај би сакал да ја продискутираме. Дали, например, може на луѓето во еден момент да им се смачи од големите национални наративи и идеи и едноставно да она што им е класен интерес да го препознаат преку неуспешните национални приказни. Затоа што, например, може да има во светот, не знам, успешни неколку империи, гледаме што се случува. Си покажуваат заби, се тепат на периферија, ама овие второ и треторазредни земји, дали кај нив има некој потенцијал? Кај кој, извини се? Па мислам, например, на... Дали, например, еве, во Западна Европа национализмот таму е создаден, таму е почнато, преку просветителството, тие национални идеи оттаму се почнати. И сега испаѓа дека тие идеи што почнале, тргнале од таму, дека сега особено фатија корен кај овие народи што им стигна крај на 19 и почеток на 20 век. За Балканов, ајде да не го ширам многу мавето. Дали сметате дека во еден момент од времето ќе паднат во вода сите овие големи наративи како илузорни? Па сами од себе нема да паднат. Значи една опција е да се работи, значи не знам, на освестување на луѓето, тоа што треба чекор по чекор да се прави и што е многу валјда не знам захтевно, не само тешко и захтевно, и тоа би требало долго време ти да земеш од врата на врата како што прават пример и во други земји наши другари. А од друга страна, онака мислам да се освестат самите луѓе, сигурно мора да се случи некој, не знам, значи некоја катастрофа. Да,
Бидејќи нешто добро наеднаш нема да се случи, еве пример преголема сиромаштија да речеме да кога Или би имало. војни. Па добро, војната се поврзува со сиромаштија, нели? И кога неминовно луѓето ќе сватат дека не може веќе вака, тогаш. А другата опција е преку едукација и еманципација. Значи тоа е. прво ако те сватив добро, треба луѓето да се изгорат за да сватат. Абе, не Например, знам. влегле во Прва светска војна народите со големи илузии дека еве сега Па се ќе ги случила решиме сите Болшевичката неправди. револуција, Неправди, да. да. Втора светска војна исто Се случи тука Југославија, Да. точно. Па или така, значи, или еве онај ние што го викаме условно кажано модерниот, хуманиот начин со еманципација, со едукација, ма баш така не е одат работите во светот. Не знам. Под радарот на нештата, тие работи се битни, на никого класната свест не му иде од небо, ама што ќе се случува на нашиве простори, да оставиме за некоја друга емисија за депрограмирање, а? Јас можам да кажам дека во суштина, еве, значи врз база на ова искуство што го имаме ние тука кај нас, па има нам последниве 8 години, 10 години плюс минус, гледаме дека од медиуми, каде и да се завртиш, ти прво гледаш дебати на тие теми, второ гледаш вести на тие теми, гледаш емисии на тие теми, филмови на тие теми, значи како да кажам, се поддржува митологијата, без разлика дали сега збора за тоа дека македонците или албанци, за кој сакаш, има потекло од античкиот период или немаат, без разлика, има ликови што се ултра канонизирани како Гоце Делчев, што ти кој ќе спомниш Гоце Делчев, веднаш имаш како се вика, им се појавува во свеста на кој било од левичари, десничари, центристи, ментристи, нешто ќе кажат за тоа, например. Нема човек, например, да премолчи. Секоја нација има таков лик. Канонизирани ликови се слагам тука да оние што се светите. Образованието фатиготи, например, ќе видиш дека и во образованието се шири, што е еден од главните инструменти на Ти работиш во образование, гледаш за репродукција со знамења на општеството, идеологијата и се што е она што е постојано што го викаме ние. Билборди сврти се да ја интонираат химната во некои училишта. Да ја интонираат химната. Значи секој понеделник. Ова се смеев јас во време на Ататурк во Турција, кога се билдала она припадноста на турската нација. После Османиската империја се слушала секоја сабајле во училиште химната. И сега тука тоа почнува. Зошто се тие работи потребни? И сега да не правиме муабет ние, ако треба химната да ја пушташ, например, пред албанците, знаеме, лоши се, вакви се, не сакаат тие, пред роми, пред турци, па и така натаму да им кажеш. Тоа очигледно во хомогени средини ќе функционира. Во хомогени средини, во други средини или ќе се пречути или не може проблеми да предизвика тоа. Еден од проблемите на па на идејата за нација, како што ја сваѓаме ние тука, е хомогеноста, нели од тука идејата сите сме македонци, ама етнички сме вакви, такви. Да, ама тоа е сосема друга тема, да правиме друг пат муабет за тоа, меѓутоа затоа го прекинав, да. Значи сакам да кажам дека насекаде околу културната индустрија што ја спомнав како да кажам претходно, без разлика на тоа каква е, са не е како таа во Европа и што ти знам така натаму, меѓутоа оваква каква што е, емитува вредности и форми на живење кои што во суштина не одат во прилог на тоа што збораш ти за класната свест. Добро. И втора работа, економијата е исто така, за да се одржи самата себе си, ги, како се вика тоа, ги поддржува,
како база, нели, база надград база. Ние тука Ако не, имаш цел маркетинг тука, дресови, билети... Економијата, која што главно е олигархиски кај нас тука, како да кажам, организирана, конструирана после 91 година, во суштина таа го финансира и политичкиот бирократски апарат, и оној културен културна хегемонија врши. И ја прицврстува културната хегемонија која што е ова што го национална. збориме да е како нешто како се вика она утопија. Како утописко дури може да звучи затоа што секој ден си бомбардиран со она што треба кала под тие. Нормално, кај да свртиш ти се гледаш и се као да ако имаш избор на пример дали ја гледаш цело време парламент, името, нацијата, историјата или поема немам фудбал, па ќе гледам фудбал, извинете. Па да гледаме фудбал тогаш вечерва. Фала ви на вниманието.